Ајде да го отвориме дигитронот и да си играме множење и делење. Можеме со весела математика и некој да се бајле. Но да ви кажам, ВМРО ДПМН пак ќе дојде на власт во 2024 година. И тоа со огромна победа над овие тачињава што се. Левица може да смета од 4 до 6 пратеника. Без разлика што се крева фама ќе зеле 8, 10, 15 пратеника, тоа мислам дека нема да се случи, но и 6 ако земат ќе бидат на конј. Тоа е мое мислење. Не навивам за никого, освен што имам оправдана желба таче со бугарашите да заминат што побрзо од власта. Друго ме изборот. Се надевам дека ВМРО ДПМН ја научија лекцијата. Од минатото, мислам. Се надевам дека ја научиле. И многу е важно Мицкоски да достои на зборот да го исфрли дуи од игра. Важно е за сите нас, особено за македонците. Оти ако пак коалицира со нив, ќе станеме палестинци на сопственото тло. Второ, ВМРО ДПМН штом формира влада, мора веднаш да ги прекине сите преговори со бугарите за нашиот идентитет, да ја укине на историска комисија, ама буквално да ги прекине сите преговори. И јасно да им го покаже местото на сите бугарски агентури кои со години роварат во нашава држава на штета на македонците. Мора да го врата достоинството на македонците пред светот кој Заев Ковачевски и нивните го избербатија ко полски Кенев. Велат, готово било со промената на името. Јас велам, хартија трпи се. Со хартија, драги мои, и гзоци го бришеме. Остајте вие се тоа дипломати, сме дале збор, сме подпишале. Со на кого сме му дале збор? Со кого сме подпишале? Со поголеми курви од квинслинзиве кои го сменија името? Сме дале збор на лицемери, садисти и лопови. Не се важи бе тоа. Не се важи. И ова е уште една порака до Мицкоски и ВМРО. Мора да бидете одлучни по овие прашања ако сакате да го почнете владењето со ветер во грб. Паралелно, олеснете му на народов, животот на народот, максимално направете се да го врати своето достоинство преку стандардот, дајте му и да живее малку, ако сакате да пловите со камен околу вратот или кој што викаше будала на софрлено сидро, терајте ко бугарашиве на таче слободно, ќе ви се случи истото. Во тој случај немојте ни да доаѓате на власт, оти ќе се удавите побрзо отколку што и сте планирале. Ова мора прво да си го расчистите прво пред себе, не на божемски, на вистина, вистински стварно. Кажувам само што би требало да направите како најголема опозицијска партија која ќе се врати на власт, а другото е ваше. Само треба да знаете, а на овој народ му е доста од понижувања и лош живот. Туку да се вратам на квислинзиве од СДС, таче, тоа што тебе ти треба, не е вина још и цигане за 100 како што пееше таму у кафаната со Вучич, туку тебе ти треба психијатар и домашно воспитување. За првово не е доцна, за второво прошовост. Ти си веќе изградена и непоправлива. Затоа гласно прашувам, ало, тендерана, ќе дојдете да симнеме еден неподвижен човек 4 ката, а? Тебе те прашувам, таче, тебе и обиджуко, ти таче си добар уби цепсите, те гледам вака, ќе бидеш од корист прв пат у живот. А обиджуко исто може, не е мал селско дете, да го кренеме еден човек, комши има 80 години, ама тежок е за 190 висок. Оти треба да го носиме за нова северна лична карта, оти старата му е извадена пред само 2 години, а сега веќе не му важи, а мора сам нели да оди да вади нова, ама не може, пошто веќе не подвижен. Не може. Значи, мора северна карта лична да има, таква, за да зема пензија. Инаку не може да земе пензија. Па затоа, ова не е лошо да дојдете да помогнете да окренеме. Абе, што направивте со личните карти и овие пасошиве, бе, коњи шталски, бе? Зошто, бе, ви требаше таа работа? Па уште од големата пензија да плаќаат за нова лична карта пензионери, бе? На комшива пасошот му важи до 2028 година, сега мора да вади нов и да се опрчи 50 евра. Уште колку има такви кој него држава? А, каде го има ова, бе? Дека идентитетот што го договоривме, нели, беше бетон, така, па мораме све сега да менуваме, лични карти ова, така, бетон. А грците со прст не мрднаа, едни патокази не сменија. Уште сме за нив Скопја на патоказине, ретардирани едни. Ко сега со бугарите што се договарате, бе, изроди, таче се на вака да ти кажам, барем организирајте одење по дома за неподвижни стари лица, за нови лични карти, барем тоа кога сте за се друго неспособни. И дојдете утре со обиджуко да го симнеме таткото на овој другаров 4 ката, па после и да го качиме. Да ви се качи притисок, да не ви се симне никад. Ајд гитла. Драги мои,
Пред некој ден седам со еден мој пријател и пријателов ми вели: абе, знаеш дека оној таче е рамноземјаш? Значи верува дека земјата не е топка, не е тркалезна, туку дека е рамна плоча. Види бе, му викам, знам дека како малу тоа Куманово го викале ќурка. Тоа е општо познато. Така барем го раскажуваат и овие што им бил директор во Телеком. Ама баш дека е рамноземјаш, бе, не знам, бе, човек, прв пат слушам. Само што, ако го погледнеш вака од него, може тој да се очекува дека е рамноземјаш. А чекај бе, му викам, а како мислиш, бе, рамноземјаш? Стварно он мисли дека земјата е рамна? Не, бе, ми вика, Саше, верува дека земјава е богата и дека оди напред. А тоа ти исто ко да верува дека земјата е рамна, беш му матер. Ако не и бетер од тоа. Викам. Па ако гледаш, така он верува во многу непостоечки работи. Во фантомски работи. И не само што верува, туку се труди од петни жили нас да не убеди дека е тоа така. Ете, гледаш дека е рамноземјаш, исто и тие веруваат во непостоечки работи. И се трудат да не убедат сите нас во тоа. Знаеш бе, му викам, стварно бе се понаша тој таче ко некој рамноземјаш, си тера он по своето заглавен во корупција, сиромаштија и омраза кај народот. Ама во неговата глава се цвета, се пупи, доаѓа нова пролет, по кој тој се замисла дека ќе биде пак новиот премиер до 2030 година. Не цркни магаре до зелена трева. Туку знаеш што е најгрдата вистина кај рамноземјашите за која и те како се свесни? Така ми вели овој пријател, ја му викам, која бе, брат? Па и тие, вика, исто како таче, длабоко веруваат во себе, знаат дека се глупираат, ама заработката од нивните предавања и книги не им дозволува да се вратат назад. Нема каде назад. Викам, сакаш да кажеш, му велам, митото и корупцијата со другарчињата од Дуи не му даваат да се врати назад. Значи, он е свесен дека е корумпиран, дека краде, ама ај сега врати се назад, кој си тргнал по тој пат. Малце е тешко. Така ми вели пријателот, да си жив. И се чукнавме со тоа ракиичките, заатер на рамната земја и во која е бинава на таче, тоест козо е бинава на таче. Ете и пред некој ден, Андјушка го стајле на црна листа кај американциве, па се жале. Се жалело, плач. Заман, зошто јас на црна листа? Таче, вика, не го познава, го знал само од телевизија, у вестите го видел, која гореле тамо некои бараки тамо, а црпнати од зоќе, па одма излезе да го брани. Па кој на кого, ако не, нели, секој на својот. Не, ќе беше чудно ако не излезеше да го брани, затоа што се привлекуваат ко Јин и Јанг, ко Бони и Клајд. Ко Мохамед Али и Фрейзер, не. Ко Боро и Рамис. Абе, ме разбирате што сакам да кажам. Да, најмногу се привлекуваат како Ал Капоне и Дон Корлеоне. Тоа е точната споредба. Па после Ангела пак излезе да му каже дека џабе се бунел. Знаеле они дека он многу корумпиран, притоа, нели, откривајќи Америка, само им било криво што фрлиле $500 милиони за борба против корупцијата, која што, нели, даде резултат 0. Бе, Ангелче, ти и твоите предходници ги фрливте тие 500 милиони на комуњарите, што е, да се разбереме, различен поим од комунисти, а од комуњарите со нивните медиумски ликови како Борјан, Амон, Чом, Асма и други, можете само да се сликате во круг. Ни пари, ни борба против корупција, само личен джеб. Да ми дадевте мене некој денар, долар, што да е, или на други независни контрамедиуми, ке направевте баланс и вистинска борба. Вака со комуњари, марксисти, ленинисти, од Дуи толку до толку дофрла копието, корупција и етничка омраза. Максимум резултат, или во превод, се е отплячкано и се уште сме на почеток. Се мрзиме, очи не ќеме да си видиме. Така е кога нема лев и десен баланс, или минимум еквилайзер, онака како на
Или оној како на Дензел Вашингтон, како им скрши кичмата и тоа, на сите ми скрши кичмата, цак, 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 па да оди напред. Па да влезе некој како Дензел на 2-3 локации да рати са држава од битанги. Ама ова не е амерички филм. И пошто не е амерички филм, најакиот играч што го имате Таче Ќуран, познат во Куманово. Знаеш, ние како мали мнозинството имавме прекари Миле Брзиот, Перо Швалерот, Тања Пичишчено, Сашо Спермана, Тонче Распусто, кој што се убитоло овие ваквиве, Ване Смудла, Зоки Лепирачето, Цаци Греачот, Бети Цицка, Алек Путка, Тони Корнер, Цуци за ме повуци, Акачи што ти го закачи, Тоде што ти го збоде, Тони овој во панталони, Милица во Вилица, до Вилица, и други така согласно прекари, согласно способностите и вештините забележани нели како Божја дарба кај тие кои што ги добиле прекарите. Веројатно Тачи имал квалитетна дарба, бидејќи својот прекар Ќуран или Ќурка го добил по едно прекрасно животно мисирот или бидејќи од Куманово, а тамо владее србизми, значи од Ќурку, што значи Таче Ќурка. А Таче многу сакав американци што ќе му кажев. А американци само што завршише со Thanksgiving и потепаше све ќурке у Америку. Ск ќе почне Божиќ и ќе дотепа и оно што е остало од ќурке по свету. Толку Таче од американци. Ќе отиднеш за празник, дали ќе буде Великден или 1 мај, ти си бирај. И не сери кваке кад не си бравар, Таче.